Изминатиот викенд се одигра завршницата од првата кочанска лига во тенис, која беше организирана од тенисери ентузијасти, а надпреварите се играа во текот на 2 месеца. Учествуваа 14 тенисери од сите возрасти од кочани, кои одиграа според системот секој со секого, а најдобро пласираните низ полуфинални и четвртфинални надпревари одлучуваа за победниците и освојувачите на пехарите. Турнирот, односно ние го нарековме прва кочанска лига, трае скоро 2 месеци. Има 14 учесници и се игра на системот секој со секој. Значи, секој во текот на една недела има 2 меча и така одигрува, значи, 13 меча со сите учесници на турнирот. Така се распоредени мечовите, да, и секој ден има по 2 меча. И ова е, значи, еден нов систем на играње кој што ние сега го за прв пат го почнуваме во Кочани, па мислам дека и во Македонија не е играно на тој начин и се покажа дека е многу интересен и прифатлив за учесниците, нарочито во аматерскиот, значи, тенис, во рекреативниот тенис. Интересот е многу голем за наредното, значи наредното коло, наредната лига која што планираме да ја почнеме штом ќе почне сезонот. Победник на првата кочанска лига во тенис е Димитар Арсов, кој во финалето беше подобар од Јован Танчев. Организаторите планираат лигата во тенис да влезе во календарот на спортски надпревари на општина Кочани со можност да учествуваат тенисери од други градови во државата, а на самата завршница и рекреативци од соседните држави, што ќе му даде интернационална димензија. Со оглед на големиот интерес меѓу љубителите на белиот спорт, втората поред тениска лига би се организирала напролет, кога се очекува организацијата да се подигне на едно ниво повисоко, со цел надпреварите да привлечат што побројна публика, но и да заинтересираат се повеќе млади да се занимаваат со овој спорт.